Цената на недвижнините тука во Австралија и то како цветат како никогаш порано. Просечната цена на еден стан, ако сакате да купите стан во Сиднеј, ќе ве кошта околу 800-900 илјади австралијски долари, а просечните неделни плаќања за изнајмување се речиси двојно повеќе од она што би платиле на друго место во државата Нов Южен Велс. Значи може да живеете за многу поевтино надвор од овој голем град. Сиднеј конкретно ни подразно не може да се каже дека е ефтин град за живење. 2015 и 16 година Австралија, се сеќавам, ја задржа титулата најскапа земја во светот. Негде 4-5 година поред беше и таа чест пред се му се препишуваше поради цените со сместувањето цената на цигарите, алкохолот доста скапи и општо земно секојдневниот трошок на луѓето кои живеат овде. Луѓето кои работат во централното градско подрачје претежно користат јавен превоз за да стигнат на работа поради тие гужви кои се стварат наутро, нарочито измеѓу 7 и 10. Нема метро, но има една добра, солидна мрежа со возови, автобуси, па и тие фери бродови која функционира безпрекорно. Културата со квалитетно кафе дојде со тие големи европски имиграции во 50-тите години, така да може слободно да сметате на едно одлично кафе како во малите градчина, така и во големите градови овде во Австралија. Австралиците се навистина, навистина горди на своето кафе и тоа го прават на свој собствен, така да кажем, уникатен начин. Овде сигурно ќе најдете најмногу врсти на кафе во целиот свет. Значи кратко, долго, бело, црно, со крем, без крем и така натаму и така натаму. Културата овде со кафе добро пуштила корен, а рака на срце морам да кажеме доста квалитетно. Значи во Австралија ќе пиете сигурно квалитетно кафе. И наводно Starbucks почнале да им го продаваат тоа флет бело кафе на остатокот од светот како еден австралиски изум, така викаат некои австралијани. Кога сме веќе ке кафето и за потеклото, сигурно ќе луѓето ќе почнат да погодваат дека кафето потекло од Италија или од некоја друга земја, од Бразил, од вамоттаму, али луѓето од Нов Зеланд тврдат дека кафето потекнува, односно флет white, популарното флет white или кафе со млеко или побитовски кажано големо макијато потекнува од Нов Зеланд, али уствари тоа име како флет white потекнува баш од овде, од Австралија. Иако големиот ланец на Starbucks не баш успеа да влезе во самата Австралија, зашто не знам, повеќето франчизи се во Сиднеј веќе се затворени од причина која не ми е позната до денес. Ова франчиза америчка не си го нашла местото баш овде во Австралија. Нарочито кога ќе го земе во предвид фактот колку американското влијание е присутно овде во ова земја, во овој град. Чудно дека Starbucks не е баш присутен на пазарот. На одредени места овде во Австралија денес може да не видите ниту еден абориджин, но во Сиднеј се уште има голема популација, бидејќи многумина дојдоа во внатрешноста, главно во потрага по работа. Австралија има неславно, да не кажам вознемирувачко, минато со своето домородно население, познато под името абориджини, и има уште едно автохтоно население, а тоа се така наречените островјаните од Торес. Теснецот или островите, мислам дека се работи за северниот дел на Австралија и се уште постои тензија меѓу активистите на овие домородни племиња и моменталната австралијска влада. И како што се формираше новата нација, дискриминаторските расни закони уште полошо значеа дека тие абориджини стана граѓани од втор ред. Има една населба тука во Сиднеј или предградие наречено Редферн, кој е центар на тој активизам на абориджинското, историјата на абориджините. Дури ако и никогаш немате прилика да го посетите ова место, сепак добра е и идејата да бидете свесни за тоа што ствари се случило. Луѓето од племето Еора го нарекуваат Дарлинг Харбор, едно од најчестите туристички локации овде во Сиднеј.
Тумбалонг или во превод место каде што има морска храна. А морската храна се уште доминира во Австралија. Речиси не постои плажа во Сиднеј, а да нема барем една продавница за пржена риба и помфрит или попознато под терминот fish and chips. Исто така една од најголемите атракции и места каде што може да се искористи за добар ручек, тоа е познатиот fish market или рибниот пазар, преведено на македонски во Сиднеј, кој е посетен од голем број на луѓе скоро секој ден. Кај храната мора да се издвои најпознатото австралиско јадење или обрук, а тако верували или не постои. Постојат така наречените пити со месо и други англиски јадења, но австралијаните не можат баш да се пофалат со своето сопствено јадење. Но затоа мешавината на култури во Сиднеј значи дека располага со висок стандард на европска, медитеранска храна од земјите на Блискиот Исток, индиска, тајландска, виетнамска кујна и каква ли уште не. Баш таа разновидност со секаков вид на храна ја прави земјата уште попосебна, секако вклучувајќи ја нашата македонска кујна. Многу интересен податок е дека скоро пола од луѓето кои живеат во Сиднеј се родени во странство. Наводно 49% од жителите на Сиднеј се родени во странство, а 35% од нив потекнуваат од земја со неанглиско говорно подрачје. Освет англичаните, најголемите имигрантски групи во Сиднеј се од Источна Азија и Јужна Европа, што не вклучува и нас македонците, Блискиот Исток и така натаму. Сега ова земја се горде со тој мултикултурализам, али расните тензи некојаш знат да зоврят, па така имаш и големи немири меѓу локалните сурфери тука и австралиците со либанско потекло во 2005 година. Законите за пушење се строги, значи не полете во близина на училишта, железнички станици или јавни згради, или ќе добиете казна. Исто така многу казни се делат за брзо возење. Царинските закони на Австралија, значи при самото влегување во земјата се исто така многу строги, но има добра причина за тоа, а и за внесување на прехранбени производи. Сиднеј има добро време во текот на целата година, па така една од најголемите атракции на Сиднеј е животот на отворено. Негде од 60-тите години во минатиот век, озонската обвивка во Австралија е доста осиромашена и тоа значи дека ќе изгорите дури и во облачен ден. Плажите се претежно безбедни, но од време на време може да се појави некој инцидент со по некоја ајкула која нападнала сурфер, али ваквите случаи се доста ретки. Повеќето од нападите на ајкули во Австралија се случуваат на западниот брег заради некоја причина. Велат поголема била веројатноста да удри кола на патот отколку да ве изеди ајкула. Најчестиот вид на ајкула е бул ајкулата и која најмногу жива да плива низ реките околу Сиднеј, затоа не е на одмет да ги избегнувате. Сепак велат дека има доста од овој вид на ајкули во пристаништето во Сиднеј. И вистината е дека само 4% од населението живеат во тој централен дел на градот, а се останато е само спој на мали градчина кои сите заедно го сочинуваат Сиднеј. Строгиот центар на Сиднеј е со големина, да кажам, една битола, а се останато е спој на мали градчиња кои сите заедно го сочинуваат Сиднеј. Ве поздравам топло и секој добро.